Нова афера ја треса Македонија. Овој пат во главна улога е братот на премиерот Зоран Заев, односно Вица Заев, кој заедно со екс-директорот на РЕК Битола, Ковачевски, сакал да изрекетира неверојатни 250.000 евра, обвинува ВМРО ДПМН. Лидерот на опозицијата денеска објави документи кои според него ја покажуваат спрегата меѓу полицијата и извршната власт. Најновиот скандал, кој е само дел од низата на афери кои ги објави ВМРО ДПМН, е како Вица Заев изнудувал пари од битолска фирма Рубитон, добитник на тендер за ископ на јаглен во РЕК Битола по регуларен пат. Според информациите што ги обелодени првиот човек на партијата Мицковски, изнудувањето одело преку Васко Ковачевски. Тој вршил притисок Рубитон да отстапи 99% добиениот бизнис на компанијата СВ Инвест на Столечи Влигаровски. Кога собствениците на Рубитон, Василев и Радичев, не се согласила, Ковачевски им рекол да му дадат 250.000 евра во кеш на братот на премиерот Зоран Заев, Вица Заев. Побарувањата биле Рубитон да ја сработи работата, а 250.000 евра да му припаднат на Вица Заев во кеш и таа сума била многу поголема од можната заработка. Откако собственикот на Рубитон не се одзвал на повиците, Вице му се заканил дека фирмата ќе ја загуби работата. На крајот така и било. Компанијата ја губи работата од РЕК и трпи штета од 30 милиони денари. Ова не е крајот на скандалот. Мицковски открива дека Василев и Радичев го пријавиле рекетирањето во обвинителството кон крајот на февруари лани во време на техничката влада. Раскажаното сведоштво во пријавата го потпишува тогашниот заменик началник на одделението за сузбивање на организиран и сериозен криминал, Лаза Велковски. И тогаш, како што вели Мицковски, исчезнува делот со Вица Заев во пријавата. За ова партијата достави испечатени верзии од двете различни пријави со и без името на братот на премиерот. Мистериозно исчезнува делот во пријавата каде што се спомнува Вица Заев. Имаме информација дека Лазе Велковски веднаш изработил нов документ и таму го изоставил делот каде што се спомнува братот на премиерот, но заборавил штембилот да го стави на истото место како на оригиналот. Освен ова, во коригираната пријава, според Мицковски, недостасува и делот дека Рубитон не добила одобрение за влезна механизација во РЕК Битола, а еден од собствениците на компанијата добил телефонски повик на Вибер од Вица Заев, кој му рекол дека ќе дојде извесен Горан од Тотал и со него да ја завршат работата. Собственикот на Рубитон добил повик и од Чифлигаровски дека Горан доаѓа во Битола по работа и да се видат, но тој се изнервирал, го исклучил телефонот и заминал на планина. Наредниот ден добил порака на Вибер од Вице во која пишувало: "Многу лош впечаток оставивте, недостапен си бил, а седиш во кафич, имам слики." А веднаш потоа добил и повик од Вице, а братот на премиерот му рекол: "Ќе си ја тераш твојата работа, ние нашата, па ќе видиме до каде ќе стигнеш." Според Мицковски, ова е огромна афера со која се обелоденува како жестоко се рекетирани бизнисмени. РЕК Битола експресно ја демантираше скандалозната афера, а истото го направи и Вица Заев.